Цивил медија. Граѓанките и граѓаните за државата или државата за граѓанките и граѓаните. Ова го работиме во рамките на проектот Граѓански објектив. Добро дојдовте во проектот, бидејќи во него можат да учествуваат буквално сите граѓанки и граѓани што сакаат да направат нешто во своите средини, во своите општини, во местата каде што живеат. Можат тоа да го направат и глобално, преку учество во социјалните медиуми, или пак преку учество во проектот, преку медиумската платформа на Цивил Центар за слобода. Проектот Граѓански објектив го спроведува Цивил веќе 4 години и можам да кажам дека тоа е проект кој во почетокот беше извонредно високо ризичен проект по сите основи, и како организација, и како учеснички и учесници во проектот. Тоа беше проект кој започна од 2015 година, во време кога многу малку можеше да се види во медиумите, па дури и на социјалните медиуми се спроведуваше многу сериозна контрола за тоа што се наоѓа на нив или што се соопштува или разменува преку нив. Тоа што го правевме ние овие 4 години го поддржа и се уште го поддржува National Endowment for Democracy, американска фондација која ги поддржува проектите кои се занимаваат со демократија и заложби за човекови права и слободи насекаде во светот. Тоа што ние го работиме, го правиме често пати под различни слогани, но некако најмногу го присвоивме, го усвоивме и го споделуваме слоганот "Ние сме медиумите", што е истовремено и наслов на две наши публикации, прв дел, втор дел, зависно од тоа како поминуваа фазите и годините од спроведувањето на проектот. И можете да видите една од насловните страници, кои исто така можете да ги прочитате на нашите на нашите веб страници, пред се веб страницата clp.mk, меѓутоа и на Цивил медија, на Civil.org.mk и така натаму. Затоа ќе кажам нешто повеќе подоцна. Би сакал да ви кажам многу кратко дефиницијата за Граѓански објектив како проект што е. Тоа е проект за транспарентни и одговорни политички процеси преку промоција на човековите права и слободи, меѓутоа исто така и со поддршка и популаризација на граѓанското новинарство. Ние се обидувавме со овој проект да помогнеме во демократизацијата на земјата, во слободата на изразувањето и се разбира во сите тие години додека го спроведувавме се одвиваа некакви изборни процеси. Вонредни, предвремени, локални, парламентарни, председателски, референдумски и така натаму. Тие изборни процеси ние ги наблюдувавме на различни начини, меѓутоа со време овој проект стана окосница на тоа што ние подразбираме под наблюдување на изборен процес. Ќе ви кажам нешто повеќе и за тоа, но пред се морам да споделам една дилема која уште на самиот почеток ја има луѓето кога ќе слушнат дека ова е проект за поддршка на транспарентни и одговорни политички процеси преку популаризација на граѓанското општество. Што тоа може да значи? Каква врска има граѓанското новинарство со транспарентноста и одговорноста? Само еден едноставен пример ќе ви дадам, а се разбира дека постојат и низа други многу покомплексни и примери, и практики, и активности што сме ги спроведувале. Меѓутоа, кога граѓанските новинарки и новинари ги следат состојбите во своите средини, тие снимаат, фотографираат, пишуваат, пријавуваат на нашата онлайн платформа и се разбира на тој начин придонесуваат кон транспарентноста на сите процеси. Се разбира, ние како организација ги преземаме тие информации и се обидуваме да им дадеме некаков контекст, некаква смисла и се разбира, најнапред се обидуваме да ги верификуваме сите факти што се присутни во тие прилози. Тоа што ние како организација преку овој проект се обидуваме да го направиме е да придонесеме кон транспарентноста
и на институциите, меѓутоа кон транспарентноста на сите структури, вклучувајќи ги политичките партии, општините, па и нека бидат тоа и неформални иницијативи граѓански. Транспарентноста е важна заради тоа што е дел од тоа што подразбира едно демократско општество. Ние бараме одговорност, освен што бараме транспарентност, бараме и одговорност. Немаме никаква полза ние како општество, како граѓанки и граѓани од тоа ако некој е транспарентен, а сепак не поднесува одговорност. На крајот на криштата ние бевме сведоци за тоа со години како ги разобличувавме лошите политики и практики и при тоа никој не понесуваше одговорност. Се разбира, големи промени се случија и се уште гледаме неподнесување на одговорност. Човековите права и слободи се основата на се што правиме ние во овие 20 години како организација. Човековите права и слободи се аспектот, контекстот, содржината и пораката во нашата секојдневна работа. Затоа и човековите права и слободи се всушност основата и на овој проект и на се што се случува во и околу овој проект. Владењето на правото се разбира дека е основата врз која ние ги градиме сите наши активности. Без владење на правото нема почитување на човековите права и слободи. Можеме да ги бараме, меѓутоа без владење на правото не можеме да видиме човекови права и слободи. Освен тоа што велиме ние сме медиумите, како еден од слоганите кои ги промовираме во сите овие 4 години, ние исто така можеме да го сведеме значењето на овој проект на еден израз, а тоа е дека преку овој проект граѓанките и граѓаните можат да учествуваат во процесите, тие можат да ги наблюдуваат тие процеси и исто така да известуваат за тоа што се случува во рамките на тие процеси. Кршењето на човековите права и слободи се разбира простор и тема на која граѓанките и граѓаните можат секојдневно да се обраќаат во цивил и со тоа да се обидеме заеднички да побараме задоволување на правдата, да побараме заштита на човековите права и слободи во секоја смисла на зборот и на секое место за секој човек во нашата земја. Корупцијата е основата на сите неволји на било кое општество. Затоа, ние како организација, меѓутоа и како проект на CLP.mk имаме и уште еден формулар на кој граѓанките и граѓаните можат анонимно да пријават било каков облик на корупција или коруптивно однесување на носители на одлуки, на институции, на политички партии, на функционери, на јавни личности и така натаму. Било каков облик на корупција. Нека е тоа и најмала грешка, ненамерна или намерна, обично викаат дека е ненамерна, тоа мора да се знае и понатаму да се побараат мерки за санкционирање и за неповторување на коруптивните практики и постапки на тие лица. Злоупотребата на јавните ресурси, почнувајќи од тоа дали некој заменик министер продава тикви, компири или било што од гепекот на своето службено возило, па до високи други сериозни прекршувања, односно злоупотреби на јавните ресурси, мора да бидат секогаш будно следени и за сето тоа треба да се проговори. Верувајте, има надеж само тогаш кога некој проговорува, некој презема одговорност, односно храбро и стапува напред и кажува што се случува. Може пријавата биде анонимна, но цивил со име и презиме ќе излезе и ќе го каже тоа што ќе го дознае, што ќе го верификува како факт и ќе побара да се санкционираат сите што ги злоупотребуваат јавните ресурси. Јавните ресурси подразбираат и злоупотреба на положбата, јавните ресурси подразбираат и злоупотреби на јавните пари, меѓутоа и на јавните добра со кои сите ние располагаме, а не само некои избрани и бесмртни политичари или други функционери. Изборните нерегуларности се ловат постојано од цивил на најефикасен, најбрз и најдиректен начин. Цивил покажа во изминатите 11 години откако ние се занимаваме со изборно наблюдување,
поактивно, покажа дека може во соработка со граѓанките и граѓаните да ги улови сите изборни нерегуларности, без оглед на тоа што нашите средства можеби се поскромни и можеби нашата структура е помалу бројна. Меѓутоа, успеваме да ги уловиме сите, буквално сите облици на изборни нерегуларности во изборните процеси кои се одвиваа во изминатите години. Особено, откако почна овој проект, со поддршка на граѓанското новинарство од страна на Цивил, ние успеваме да ангажираме многу луѓе во тоа наблюдување и без оглед на тоа дали е некој акредитиран или не е акредитиран, може преку соработката со Цивил да рапортира за тоа што се случува во текот на еден изборен процес. Говорот на омразата и лажните вести се исто така голем непријател и на вистината и на демократијата во едно општество. Говорот на омразата е секогаш само еден краток и брз чекор подалеку од насилството. И заради тоа ние во овој проект се бориме против говорот на омразата и се бориме против лажните вести. И тоа исто така е овозможено да биде во соработка секојдневна, било да е тоа во рамките на работните часови или надвор од нив, вие можете да комуницирате со Цивил на овие теми и да пријавувате говор на омраза, лажни вести, изборни нерегуларности, кога има изборни процеси, а бога ми ги има многу често, злоупотреби на јавните ресурси, корупција и било каков облик на кршење на човековите права и слободи, било да е тоа и дискриминација, и насилство и така натаму. Ние сме медиумите, повторуваме постојано и веќе 4 години ние успеваме да дојдеме, да опфатиме огромен број граѓанки и граѓани кои не остануваат пасивни, туку во комуникација со нас, тие соработуваат со нас и преку нас успеваат да го кренат својот глас за да ги поправат состојбите во своите средини. Граѓански објектив е проект што придонесува кон позитивни промени. Имаме десетици и десетици примери, и помали и поголеми, за тоа како институциите, откако некој граѓански новинар или новинарка ќе објави нешто преку нашата медиумска платформа, веднаш реагираат позитивно и ги менуваат нештата. Некогаш тоа го прават за да соберат некој политички поен повеќе, некогаш тоа го прават заради тоа што одеднаш проработува некоја свест, па се надевам и совест, а некогаш едноставно тоа го прават заради тоа што така е според законот и според стандардите. Барам одговор е уште само една од повеќето различни начини на кои се активираат граѓанките и граѓаните во рамките на овој проект. Што правиме со Барам одговор? Со Барам одговор секој граѓанин или граѓанка што има мобилен може да направи селфи пред некоја институција и да побара одговор што него или незе го засега или ја засега. Значи може да биде тоа пред некоја установа на локално или пак пред некоја установа на централно државно ниво. Статистиката на проектот вели вака: 4 години, 28 семинари, 20 работилници, 1500 и повеќе прилози, 4 изборни процеси, 950 и повеќе акредитирани наблюдувачи, над 1000 неакредитирани граѓански наблюдувачи во изборните процеси, 110 награди, наскоро 105 се доделени, уште 5 ќе бидат доделени, 110 награди за граѓанско новинарство и над 1000 учеснички и учесници на семинари и работилници на Цивил во рамките на проектот Граѓански објектив. Мислам дека тоа се импозантни бројки, ние посебно се гордееме со бројката од над 1000 луѓе кои поминале низ нашите семинари и работилници. За жал, јас лично морам да споделам незадоволство дека не сите 1000 се активни. Може би не се дури ни половината, но затоа можам и големото задоволство да го споделам дека една добра половина, може би нешто помалку од тие луѓе покажале барем некаква активност, а некои се навистина и многу активни во Цивил. Уште повеќе можам да
да го споделам задоволството со фактот дека можеби 1/3, ако не и повеќе, од нашиот тим во Цивил, во Скопје, во координативната канцеларија, дошле во Цивил преку семинар или преку работилница на граѓански објектив, на проектот Граѓански објектив. Онлайн платформа, нашата онлайн платформа, ово што го гледате овде е навистина само еден мал дел. Тоа што се однесува на овој проект е clp.mk или civiclensisproject.mk, а се разбира, верувам дека добар дел од вас знаат дека секојдневно со голем број содржини се појавуваме со civilmedia.mk. Drate.mk е нашата веб страница на албански јазик, додека civil.today е веб страницата на англиски јазик. Понатаму на нашата медиумска платформа се наоѓа и Green Civil, Зелен Civil, кој се занимава и со социјална правда и со антинационализам, прашања кои се поврзани и со граѓански објектив на начин на кој учествуваат само граѓанските новинарки и новинари, меѓутоа не само тие, туку и професионалниот дел од тимот на Цивил. Civil.org.mk се разбира, тоа е нашата организацијска веб страница. На социјалните мрежи ние сме апсолутно многу присутни, но се разбира, правиме се од себе да бидеме и корисни за јавноста, а не да бидеме спамери. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите содржини ги следат и ги споделуваат многу граѓанки и граѓани. Тие се свесни за тоа дека ние прибираме информации од целата земја и дека доколку не ги споделат, доколку не им обрнат внимание, дека веројатно еден сериозен дел од таа материја нема да најде свое место на традиционалните медиумски платформи. Се разбира, за крај би сакал да ве потсетам на еден факт, а тоа е дека во време кога десетици илјади млади луѓе маршираа низ градовите низ Македонија, во Скопје и низ цела Македонија, националниот ТВ сервис, другите 5, 6, 7 национални телевизиски станици со многу ретки исклучоци меѓу нив беа слепи, глуви и неми. За нив постоеа неколку десетици платеници, предавници кои нешто таму бараат што некаква си странска служба, некакви си странски комбиња, жолти комбиња им кажуваат да прават и сето тоа. Едноставно на ТВ екраните владееше мрак. Тоа не се гледаше. Додека под прозорците на институциите маршираа десетици илјади граѓанки и граѓани, па и под прозорците на телевизиските станици, и под прозорците на редакциите на тие портали и така натаму, едноставно тоа не доаѓаше до нивните очи, уши, а уште помалку до нивните усти. Сето тоа беше победено со оваа направа. Граѓанските новинарки и новинари ја известуваа јавноста, и македонската јавност, и светската јавност за тоа што се случува во Република Северна Македонија сега. Тоа е почетокот и се разбира, тоа е основата на нашиот проект кој го водиме веќе 4 години и ќе продолжиме да го водиме, бидејќи добивме многу инспирација токму од граѓанките и граѓаните низ целата земја. И ние уште еднаш ги повикуваме сите да бидат дел од нашиот проект и заедно да придонесуваме кон промени на локално или на централно ниво. Ние ќе се обидеме на некој начин да прикажеме тоа што Џабир го начна, а ние само ќе продолжиме тоа што медиумите, традиционалните медиуми не можеа да го видат или не сакаа да го видат, го гледаа нашите граѓански новинари кои што со своите мобилни телефони известуваа за проблеми кои што најчесто ги тангира лично нив, а потоа и луѓето околу нив. Ќе почнеме со една сторија кој што сега во моментов направивме мала промена.
ќе ја пуштиме сторијата за водата во Баир, кој што до нас стигна само една фотографија дека на тоа место таму десетици, односно стотици луѓе немаат вода со децении за пиење. Повеќе може да ни каже граѓанската новинарка Јована Здравевска, а потоа ќе го видиме прилогот. Здраво на сите. Живеам во близина на местноста Баир, каде што е снимен овој прилог. И прво го гледав прилогот на Дехран, кој што зборуваше за проблемот со водата таму, па потоа после семинарот на Цивил кој што го посетив за граѓанско новинарство, решив да одам лично и да ја проверам ситуацијата па да известам. И после, не знам, неколку месеци затекнав истата ситуација таму. Со мојот мобилен телефон направи снимки, па ќе ги проследим. Благодарам. Јована, би замолил да се пушти снимката. Цивил медија. Од каде, например, се снабдуваат со вода, луѓето? Гледам деца и луѓето, знаеш како се ова, сега кога ќе дојде тоа во 2, Сабајлината, кога ќе дојде во 2, например, тогаш полниме од онде, да, кој има повеќе со полна. Со труби од оздола полни. Еве, труби си полни, са се мија натри, вода таму тече тука. Како ги миете тоа са ваганите? Ке туриш во некоја вангла, ќе клаиш, ке туриш натре вода и така ги мијат ваганите ги онадвор. И после децата не сака да учат со нив. Епа не сака Валкано, кој сака дете? Не сака никој Валкано дете. Треба само за гласање тогаш. Тој началникот што беше другиот тука во Битола, му дадевме гласо и никако нема дојдено. Ево Наташа сега дојде, прв пат иди. Немаше и таа дојде. Се случува во одреден период да имате вода во некој дел, а во одреден период да немате заради испустот кој што се случува во подолните куки и неконтролираното трошење на вода. Секој сака мајко на убав живот да живее. Ај капи се сега, кој време со чамки уште да се капиме. Умираме за една капка вода овдека. Зимно време струја немаме. Летно време вода немаме. Само не лажат, например, само за гласањето ќе ви секла и после гласањето ништо не добивам. Кажа ветеното Наташа, дојде тука, рече дека ќе ви сосварат желбите, али потоа ништо не. Значи ние имаме деца болни, ние имаме деца што одат на школа. Не да го луксузира само градот, туку да зема малце во обзир и нас и ние сме граѓани на ова Македонија, како да кажам тука, не знам. Треба малце да не зема во обзир. Зошто ако ние еден ден се собриме ова население, да одиме градоначалничката, да ја устрамиме, да угнавиме, да патиме, да кршиме, тоа значи не е културно. Треба малце и да не земи во обзир, а не само да го гледа градот. Во градот, да ги дава парите по селата и по градоите. Малце ни ние да не види овде дека треба да се клај и вода и струја. По цела зима онде правиме штрајк, децата колку пати ни ги има изгазено. Кајта да не се нас во обзир. Вода немаме, децата ги пуштаме со вошки на школу да ми одат. Зошто да ни ги гнава? Значи ја молам градоначалничката или да не се ни во обзир, или кој ќе му дојде времето за гласење, ич нека не пушта овде гласачот и да знаат како ќе дојдат, така ќе си одат. Толку имам да кажам. Цивил медија. Да, толку има да каже. Ние се обративме и до градоначалничката и до Водовод, кој што ветија дека разговараа со министерот без ресор задолжен за стратегија на ромите и со пратеникот Самка Ибраимовски, но тоа од првиот прилог до сега, вториот веќе прилог на Јована Здравевска, тие луѓе се уште немаат вода и останаа само на разговор. Следен прилог ќе направиме тоа колку медиумите може да одиграт важна улога за пропаганда кон одредена категорија на граѓани или невладини организации кои што сака да работат за правата и слободата на граѓаните. Можете да го видите следниот прилог насловен "Зошто нема цивил во Америка". Политиката да прави некое свое пропаганда против Македонија. Не дозволувајте цивил сега. Цивилизацијата била одамна прва држава во Европа била Македонија цивилизирана,
Кирил и Методи оделе да просветат Европа, да просветат, а овие овдека сега кажуваат дека цивил ќе не направиле цивили. Немојте. Што подразбирате вие под цивил? Цивил. Невладина организација поддржана од Америка. Од Америка за да може да прави незгоди овде во Македонија. А од каде ти информации? Од радио, телевизии, вестници, се. Цивил, немојте. Македонија. Оти во Америка нема цивил, оти нема во Франција, во Вија. Видовте ли како ги демонстрантите, како ги газат и како ги тепат и како ги влечат? Не бојте, Македонија не може да биде заморче да прават експерименти за организациите невладини. Дали верувате дека сега ќе се случи некои подобри промени со новиот? Промените се одат. Промените се одат Европска унија, односно банка, тие се кажуваат дека Македонија се гради. Не им треба политика на народот. Им треба патишта, фабрики, да. Ali ние сме постари. Молам? Дали има сега добар живот? Има најдобар. Најдобар. Оти мене мајка ми со лулка ме носела на нива пред 75 години, пред 74. Со лука ме носела мајка, татко ми бил на робија. На робија. И било тоа страшно да се живе. Вие сте, не знам ја што ви фали. Шетање, работа, кај сакате додите, сега ќе со авион сакате сето твака на дланка го имате. А тогаш беше катастрофа. Летаа глави. Не знаете вие дека првиот председател Тито и Едвард Кардел и Комунистичка партија го ставија во затвор. Првиот председател што доби војната, што доби се во Македонија и 9,5 години, а жена му со 3 деца садела тутун за да живее. На првиот председател Павел Шатер и сите што завршиле во Сорбона, Владимир Положинов, сите тие учени, а Едвард Кардел рекол не, во Македонија учените се ќе ги ликвидирате, ќе ги затворите, ќе донесете неписмени да ги командуваме и да ги експлоатираме. И ние во Југославија реков. А вие сте, извинете, дали сте задоволни од власта, од животот, од она што ви се нуди моментално во Македонија? Јас лично не можам да кажам за тоа, ти викате дали сте задоволни, а вие викате дали е народот, за народот се прави работа. Не, вие дали сте. А јас што од мене ми фали? А народот? Јас, па народот. Што да бидам задоволен? Ако ти кажам свој незадоволство, ќе испане дека не сум задоволен. Ако кажам други, сум задоволен. Пензионер со добра пензија, децата ми работат, сакаат да одат во странство. Синот отиде во Италија и да повлече жената. Значи не е добро овде што бегаат во странство. Не, ја викам нема, ќе си дојдеш и денеска синот работи. Со тезга си тргува, си работи, студира синот внукот во Скопје, си учат, си работат, си перспективи, куќа прават. Сега ќе одат во странство или не? Не, ја викам нема да одат. Не? Нема да одат. Знаеш зошто? Знаеш зошто? Зашто тој што сака да оди финансиски и да бара пари, кога во војна прашали дали колку ќе биде плата, дали ќе биде. Си го става жени, деца, дома, гинеа за Македонија. Немојте, невладини организации се тоа како црвот во јаболкото. Јаболкото паѓа, Македонија направите едно јаболко. Паѓа јаболкото. Немојте, Македонија прва, да знаете вие да учите, прва држава во Европа, најстара. Немојте. А вие сте се позајали? Хвала ви многу на времето и убава недела имате. А мојата што загинал дедо ми Комита. Овој прилог е направен од нашите граѓански новинари кои што беа на терен по завршување на практичниот дел, односно во Велес во 2016 година кога се уште беше актуелна предходната власт. Следен прилог ќе пуштиме од Пробиштип каде што веројатно политичарите, а најмалце, тоест новинарите, а најмалце политичарите некогаш го посетија тоа место да видат дека постојат и луѓе таму кои што од тоа место се прехрануваат. Ќе го замалам колегата Арчи да го пушти прилогот од Пробиштип. Збирамо тука леп, носам дома на деца. Кој веќе тука да се собира леп, да носам ја дома на деца. Граота е.
Јас зашо викам некој да ми дозволат. За njega се е гласал, да, а он ми да скина социјалното. Јас сум со висок притисак 220 сум тука што сумирам. Државата паѓа на жешкото, нели вие? Ќе гласаме, викам, за ВМРО да не ни ga скинем социјалното. Гласаме за ВМРО, гласаме. Они се... На мене ми ga скинаа социјалното. Заради тие шишиња што ги собира. Имам 2 деца, имам ќерка женена, имам сна, муж, ја не вработени. Не вработени. Збирам ја оваа робичка цела недела за 600 динара. Ленолепче да купат. За 600 динара, 2 дана 3 ја собирам. Плюс вода плаќам, доваѓа ми белешка, имам посебна, мислам вода, чешма такво. Нема што да платам. Финото, но дуват. Ја не можам за лев да искарам, а не да платам. Што дава Груевски? Даваше за другите. Зашо гласате за него? Па зашо? Тогава бе на власт, сите го Излажа само народо, излажа. Дава дечки, дава оно. Што дава дечки? На 4 деца имаш, на не ти дава 50 дечки евро додаток. социјално ли што зимам? А тоа за 4 деца не ти Па дава? ништо не ми дава. Тони Тоневски што е градоначалникот. Викате, а идите него да направише документите за 4-то дете, не ме ни пушта. А дојде удрач да гласам. 4 деца има, не взима нищо. А ојде на патирницата да го прашам што треба документи како градоначалник. Не те пушта да улезеш, не те познава на столо. На неговата красна фотелја. Цело овој прошо, гледа се е ебано по прошо. Се е ебано, секој гледа седне на стол и не те баваш. И ово ли ga ние тераме живото? Следно ќе пуштиме за хорорите во затворите кои што се случува и каде што пред луѓето од Штип збореа пред нашата камера за страшните агонии што ги доживуваат, а сето тоа пред да ја дадат изјавата дојде од само една фотографија од еден граѓански новинар кој што прикажа дека на тоа место има мртов осуденик. Би го замолил колегата да го пушти Цивил медија. од 6 што го направивме. Брат ми здрав отиде, од тамо си дојде почина. Како може тие командирите и лекарите да ги малтитират затворниците тамо? Како може така? Дека го тоа има? Како власт е ово? Како власт може да биде ово? После уште беше брат ми на 22, жив, уште беше на креветот, после 4 сато он си почина у 1 сат. У 2 или 3 ли, ама у 11 беше жив. Значи он си траже помош, после лекарство не му дадеа ништо, уште брат ми жив беше. Да сте дошли они лекарите, докторите, ќе го спасеа брат ми. Значи на време да се спасали а докторите, брат ми цел гол беше фрлено на плочките доле, уште жив беше. Како може они мој брат да го фрлат тамо на земјата како куче? Како може тоа да се случи на мој брат? Мој брат е 25 годишен брат. Тој е уште млад, има 2 деца, жена има. Кој ќе го ране оваа жена и тие 2 деца? Кој ќе ги издржава? Зашо е се оваа жена? Зашо е? Тие 2 деца како ќе алуват без татко? Тоа мислат и јас без брат остана. Без брат остана, тоа мислат ли они? Јас тоа нема да го оставам, на нив нема го. Ово држава не е. Како, зашто сменат ваа кожа е црна? А бели кожи ги чуват, зашо така? Чуват ги, значи, они ги чуват, а црна кожа фрлат. Роми викат, цигани, зашо викат така? Ердал Јусинов, 25 годишно момче, починало на 22 март 2017 година под нејасни околности во затворот во Штип, 2 месеца по неговото затварање. Младиот Ердал бил осуден за кражба на 1 година затвор. Сведочењето на неговите блиски и соседите упатуваат на сериозни аномалии и пропусти на затворската служба и лекарите.
Наводно, тие не му пружиле помош цели 4 часа, додека Ердал бил во предсмртна агонија. Семејството на починатиот штипјанец раскажува и за криминалот во затворот во Штип и за дискриминацијата што се врши врз затворениците роми. Ердал остави сопруга и 2 мали деца на милост и немилост на системот. Затворот во Штип го нарекуваат Шести. Тој се наоѓа на 6 километри оддалеченост од градот. Јас отиде сакаше мој брат да го посетам, не ме пуштија унатре. Не се чувани наши роми таму убаво, не се малтитирани се, многу наши народ малтирани се, за еден капка вода го тепат народот таму. Фрлат го потирите така, да ми појасне тај докторо зашо го гледа, шо му случило унатре, да ми покаже тај докторо. Тај доктор не испадна да ни каже од таму, од Шести. Не го пуштаат потирите, тие мајмуните. Не го пуштаат тај докторо да ни појасне, барем од портата, што му се случи на брат ми. И книгата не ми задат од таму на брат ми, што му се случил, што лекови да дадат на него гарант му даде никој лекови, фрлаат го, да го тепат, значи. Ама јас не знам, тамо шо вика тон земал многу доза. Тоа дозата како лезе унатре, јас како шо сватих, на командирите дават пари. Да. У фраката, командирите качуваат горе дрогата. Тревали, ероини, апчињали, трамадоли, шо сакаш? Ама не, се извинувам. Значи, она кој примал голема доза, таблети, како може од тие дозата и таблетите да стасат до кај него? Баравме информација за овој трагичен случај од надлежните во затворот во Штип, но од таму не упатија во управата за извршување санкции. Се обративме и таму. Во телефонски разговор, представничката од управата побара од нас да испратиме прашање по електронска пошта. Одговор се уште нема. Одговор се уште нема, а колку што сме информирани, случајов се води во Страсбург, кој што го води една невладина организација. Како ќе заврши, се уште не знаеме случајот. Уште ќе завршиме со уште едно кратко видео, кој што беше една од иницијативите на Цивил Барам одговор. По прикажаниот прилог на нашиот граѓански новинар, веднаш потоа, после само 2 дена, почнаа да има оставки од стариот состав на ДИК. Овде позади мене се наоѓа Државната бонусна комисија. Тоа се оние нерани мајковци, а сложни браќи и сестри, многу сложни, кои без никаква дума си делеле разни боневи како да се на лотарија. Дури не чувствуваат никаква одговорност за тоа. Се прават фини, донираат туѓи пари, донираат наши, мои и твои пари. За нив имам 101 прашање. За почеток, главното. Кога оставка? Јас чекам, сите чекаат. Оставка веднаш. Уште едно кратко видео ќе видиме како насловен е хендикепирана држава во едно училиште, како еден талентиран музичар не може да си ги оствари своите загарантирани граѓански права. Би го замолил колегата да го пушти хендикепирано општество. Една шума на препреки имаме ние. Кај нас има една автобуска карта, како и за сите, така му ја даваат и на Виктор, па барем да беше за двајца, за придружник. Немам капацитет да замислам како може да ја користи слободната. Детето ваше нели не гледа, викам да. Епа не е писмен. Виктор е еден од најдобрите ученици во неговиот клас. По објавениот прилог на граѓанскиот новинар во соработка со Цивил медија, Виктор доби лаптоп, компјутер и му беше ветено дека ќе му се подобрат условите во училиштето во кое што учи. Тука би се заблагодарил за вниманието и сега би ја најавил дебатата со колешката Дијана Тахири.
Вечерашната дебата ја нарековме граѓаните со прашање, граѓаните за државата или државата за граѓаните. Вечерва се собравме да подискутираме и споделиме различни видувања за тоа што значи транспарентност и одговорност на јавните институции пред граѓаните, дали таа транспарентност соодветствува со вистинските состојби внатре во институциите и во однос со јавноста, уште повеќе за одговорноста на државата, односно со се што подразбира државна служба пред граѓаните. Универзалната декларација, ќе го прочитам тој дел, Универзалната декларација за човекови права, член 19, го гарантира основното право на пристап до информација од јавниот сектор. Во таа смисла, транспарентноста представува средство за подобрување на управувањето со јавниот сектор. Освен Универзалната декларација, оваа материја се регулира со бројни меѓународни правни норми и стандарди, а се дели од националните законодавства на најголем дел од земјите членки на Обединетите нации. Вечерва ќе подискутираме и за едно од основните човекови права и како една од основите за демократско општество, а тоа е правото на слобода на изразување, без цензура или ограничување. Ние во Цивил Центар за слобода имаме организацијска единица која што во својата платформа, Цивил Медија се вика, која знае, кој не ја знае, нека ја следи, која што во својата платформа силно и бескомпромисно се залага за слобода на изразувањето и воопшто медиумската слобода. Всушност, нашиот цел тим работи на тој начин и можам слободно да кажам дека тоа е и нашиот животен стил. Значи да немаме цензури, да бидеме искрени пред себе и пред другите. Исто како што ни го налага, работата ни го налага тоа. Цивил во интерес на граѓаните и граѓанките секогаш во промоција и заштита на човековите права и слободи го започна проектот Граѓански објектив, како што веќе кажа Џабир во својата најава, и оваа дебата е во склопот на тој проект. Граѓански објектив е Цивил го спроведува во соработка и со поддршка од National Endowment for Democracy. Вечерва наши гостинки се професорките Мирјана Најчевска, Јасмина Бачовска и активистката и борец за човекови права Мерита Максути, кои што за овие и можеби уште неколку други прашања ќе ни се представат со своји перцепции и гледишта на неколку различни нивоа. Ја би сакала само за две работи некако да зафатам, па можеби и муабет да си направиме за тоа. А тоа е докаде сме со демократијата во однос на тоа колку сме научиле демократија и каде сме со оној вториот елемент на демократијата, тоа е контролата. Значи, за првото кога зборуваме, дефинитивно имаме проблем. Ние во овие 20 и кусур години уште учиме за демократија и уште никако да научиме, некако станавме понављачи. Она што често се заборава, значи елементот кој што ни го нема кога зборуваме за демократијата, тоа е индивидуата. Значи демократијата се базира на индивидуи, не се базира на групи. Наспроти на тоа, во нашава држава, во Северна Македонија, еве да ја кажеме, значи имаме партии, имаме невладини организации, имаме навивачки групи, имаме етнички групи, имаме религиозни групи, се имаме групно, само немаме индивидуи, немаме граѓани. И се додека не научиме дека основа на демократијата е човекот, индивидуата, ние нема да мрднеме ни чекор понатаму. Што ми ја немаме индивидуата? Ние ја немаме ни индивидуалната одговорност и автоматски многу е лесно да се префрли одговорноста. Крива е партијата, крива е религијата, крива е групата, криви се како беше оној невладините организации со црвчето во јаболкото и слично. Значи, се некоја група која што ги амалгамизира
индивидуите во неа е крива, меѓутоа ни се губи индивидуалната одговорност. Ниту ние се чувствуваме одговорни, не се чувствуваме одговорни ако овдека има некое ѓубре, не сме одговорни ако се исечи некое дрво, не сме одговорни за тоа што ни се случува во државата, заради тоа што некоја друга група е одговорна. Третиот елемент кој што го губиме, тоа е квалитетот на индивидуата. Значи, зборуваме за институции, меѓутоа, институциите вредат толку колку што вредат индивидуите во нив, тоест толку колку што вредат луѓето во нив. И ние многу често тоа го забораваме. И некако ги гледаме институциите како некои хомогени, како згради, како структури, како урбани елементи, меѓутоа не ги гледаме како збир од индивидуи и од квалитетот на тие индивидуи што се таму, зависи каква ќе биде таа институција. Не е sejedno кој ќе ми биде министер, не е sejedno кој ќе ми биде градоначалник, не е sejedno кој ќе биде на шалтерот таму на во некоја служба, не е sejedno кој ќе биде наставник, не е sejedno кој ќе биде професор, индивидуално, не како институција. Ова не доведува до елементот дека тогаш кога гласаме, ние не гласаме за индивидуи, воопшто и не ги гледаме. Ние кога гласаме на гласачките ливчиња, не ни ги препознаваме најголем дел од имињата, туку заокружуваме некое знакче, знакот на партијата. Гласај за број 3, гласај за број 14. Значи, заокружуваме некаква структура. Не гласаме за Петко, за Петкана, за Митрана и слично. Значи, се додека не дојдеме до тоа да гласаме за индивидуи, ние не можеме да излеземе од овој затворен круг на недемократичност. Во сето тоа се губи индивидуата со незините потреби и интереси. Еве, например, ги читам предлозите за новиот закон за просторно и урбанистичко планирање. И таму има некои делови во кои што вика јавен интерес, вика. Тоа подразбира државен интерес. И секој ќе каже јавен интерес, тоа се подразбира како нешто над луѓето, како нешто кое што го смислува некој друг. И вика, за тие прашања кои што се од јавен интерес, не знам ја што подразбираат под јавен интерес, надвор од индивидуите кои што ја чинат таа јавност, тие што се заинтересирани граѓани имаат право да дискутираат 5 дена. Цели 5 дена, замислете, за тоа што е од јавен интерес, значи за генерален урбанистички план, за детелен урбанистички план, за регионален урбанистички план, за градење на хидроцентрали, рудници и слично. Луѓето имаат право да дискутираат 5 дена и то тогаш кога ќе им кажат. Значи, еве, сега во август, од 5 август до 10 август ќе дискутирате за генералниот урбанистички план. Па кој ви е крив, ако вие не сте тука, сте сакале на одмор да одите? Значи, што ви е поважно вам? На одмор да одите или да дискутирате за генералниот урбанистички план? И на тој начин, всушност, во целото наше општество се врши деиндивидуализација. Таа деиндивидуализација доведува до ситуација кога едноставно не можеме ние да имаме демократско општество. Вториот елемент на демократијата, тоа е контролата. Контролата мора да има 3 елементи. Првиот елемент на контролата е дека се што се однесува на правна, на законска промена мора да оди многу бавно. Ако не оди бавно, не може да се контролира. Да речеме, во Велика Британија, за да може да се промени еден план кој што се однесува на детален урбанистички план за изградба на еден ископ за минерали. Нели, оние кај нас што никнуваат на Маврово, на секој 2 чекори што ги има и слично. Значи, таков план не смее да биде донесен пред да поминат 3 години. 3 години расправа. Значи, тој план прво оди кај граѓаните, им се представува на ниво на идеја. Вика, ние имаме ваква и ваква идеја. И овие викат, идејата ви е глупа, ваква ви е, онаква ви е и слично. Па овие потоа припремаат некакви аргументи, образложенија, пак одат кај граѓаните. Еве, ова ќе направиме вакви патишта, ваква заштита, овие пак се дерат. Не е добро, ќе ни уништите природата и слично. Пак им се враќа назад.
пак подготвуваат. Кога ќе помини тоа, после 3-4 години ќе ви направиме езеро тука со патки, со риби, со ова, со она, па почнуваат да се смируваат, да наоѓаат заеднички јазик. Точно 3 години. Кај нас се менуваат на дневна основа, некогаш и на саатна основа. Не ни знаеме. Знаете кога ви се сменил некој генерален урбанистички план или детален урбанистички план? Знаете зашто изникнале сите оние ископи на Маврово каде што се уништува шумата и слично? Не, никој не знае. Значи првиот елемент мора работите да се одвиваат бавно. Демократијата е спора. Диктатурата е брза. Демократијата е спора заради тоа што треба да има време да се прикаже одредната работа, да се добијат мислења, да се прифатат тие мислења, да се најдат соодветни одговори, да се најдат соодветни решенија. Вториот елемент е достапност. Достапноста не значи дека некој нешто ставил на интернет страна или ставил на огласна табла во општина. Достапноста значи на соодветен начин, со соодветен јазик на луѓето да им се објасни што е она што се прави. Например, има многу малку луѓе знаат дека не мерат нас заедно со други европски држави за тоа колку ни е достапен државниот буџет. Достапен во смисла колку луѓето можат да го разберат државниот буџет. И има таму 100 поени. Од тие 100 поени, нашава држава има 0 поени. Значи 0. Никој не може да го разбере, не можат ни економистите да го разберат, камоли невладините организации, камоли обичните граѓани кои што треба на овој или оној начин да реагираат. И третиот елемент е казна. Значи, кога имаме индивидуална одговорност, кога имаме мерливи елементи, треба оние кои што се одговорни за нешто да бидат казнети. И тука би завршила со еден многу интересен роман кој што е напишан од Роберт Шекли. Читал некој нешто од Роберт Шекли? Тој е писател на научна фантастика и се вика романот Трампа на свеста. И таму доаѓа еден човек на една планета каде што никој не сака да биде политичар. Абе ги молат, абе на колена седат, абе никој не сака да биде политичар. И на крај еден доаѓа од страна и се согласува, вика јас сакам супер плата, кола, бенефиции и слично, прекрасно. И го назначуваат, му честитаат и му даваат едно грлице со едно што свети. И вика што е ова? Па вика секој ден вика граѓаните гласаат колку си ги исполнил ветувањата што си ги дал. Во моментот кога ќе дојдеш до нула ќе експлодира. Мислам дека такви нешта треба и на нашите политичари да им ставим. Некогаш имам впечаток дека под владење на правото се подразбира владење на законите, а тоа дефинитивно не е исто. И јас пак ќе го спомнам овој Роберт Шекли и Трампата на свеста, оди во друга планета една човекот и му вика тоа е планета каде што нема криминал. Како нема криминал? Така вика, ние немаме судови, немаме полиција, немаме ништо, вика, заради тоа што немаме никаков криминал. Вау, вика. Излегува на улица, зад следниот чош еден човек со пиштол стои, вика дај ми го новчаникот. Вика чеге, вика па нали немате криминал? Па вика ја имам лиценца. Каква лиценца? Па ја имам, еве ти лиценца, вика имам за крадење новчаници, вика издадена ми е мене од градот, вика. И тоа си е се според закон, значи ние немаме криминал, туку имам лиценца. Значи не е работата, ние кога зборуваме за владење на правото, дефинитивно зборуваме за владење на законите, ама законите може да ги донесе било кој и може да бидат и најлоши закони на светот. Правото е нешто сосема друго, правото е начинот на кој што се доаѓа до одредено законско решение, партиципацијата на граѓаните, интересите и потребите кои што се содржани во тоа законско решение и начинот на кој што се обезбедува. Така што мислам дека кај луѓето некогаш намерно почнуваат да ги менуваат овие две работи. Колку знаеме, колку не знаеме, например, за деталниот урбанистички план, јас имам лично искуство, се уште не знам, затоа што ми бараат документи со по нов дуб, додека они работат со стар дуб, и така многу пари ми зема само на шалтери, само за да ми кажат на крај дека не може тоа да биде и не знаеме кога тоа ќе биде. Така. И никој не е. Немам се уште одговор, само многу пари потрошев. Се обидувам секогаш да, не знам, да искористам некоја поговорка и
за вечерва го најдов за сходно да го искористам. Законите се пајажини низ кои поминуваат големите мушички, а се фаќаат малите. Оноре де Балзак го кажал тоа. Мене многу ми се допадна и мислам дека во тој контекст да кажам дека, иако е кажано пред, не знам, 200 и нешто години, мислам дека и денеска тоа е актуелно. Сакам да кажам, за жал, дека сме сведоци за продолжување на некои стари пракси и дека тешко се создават, односно се спроведуваат реформите во некои, не знам да кажам, заробени институции. Професорката го спомна и тоа. Државата, власта, екзекутивата мора да разбере дека се тука за граѓаните и никако поинаку. За мене најбитната карика е владење на правото. Јас сум архитекта, но мислам дека тоа понатаму се рефлектира, значи, на сите можни сфери во општеството и за жал јас зедов два примера, сега ќе ги спомнам, значи, во минатата власт и оваа власт. Во минатата власт, јас како екоактивист, значи јас сум дел од екогерила, кои бевме многу активни во, ствари сме активни уште, ама последните 5-6 години бевме прилично на сцена, повеќе делувавме на локално ниво и морам да го поврзам, значи малце во пластичен пример тоа што го кажав поговорката. Во минатата власт имавме апсурдни случаеви која вие имате полицијата дава прекршочни пријави за загадување, значи, на една кебапчилница, од другата страна го имате еден голем загадувач како југогром, кој беше заштитен како бела мечка, кој не исполнуваше ниту еден еколошки стандард. И вие се наоѓате токму во оваа поговорка, значи, се прави еден пристап кон граѓанинот. Цело време, значи, тоа се прави. За жал, денеска имаше да кажам, најсвеж пример со тутунот во Љуботен и многу ми е жал што морав да го спомнам ова, ама се случи денеска и ми беше така најпластичен пример, пак како да го земам, дека неправдата кон индивидуите, односно кон граѓаните заради некои, не знам, можеби политички дилови уште постои. Сакам да кажам дека нема изговор, законите треба да вредат за сите подеднакво, но правдата се превидува и не се почитува до крај. Заради тоа се ствара една несигурност, чувство на неприпаѓање и мислам дека не се демонстрира функционалност и владење на правото на селективно ниво. За жал, јас го велам ова и го зборам од личното искуство и ќе бидам многу објективна и ќе бидам можеби малце покритична. Мислам дека тоа не е ништо друго до еден клиентелизам, значи во најлошата форма на подривање на владење на правото и нетранспарентноста, која е тешко се докажува, а мислам дека во регионот и во Македонија стана веќе правило, а не исклучок. За мене ова представува една малигна форма на општествената појава. И мислам дека државата не треба провизорно, но треба суштински да се позабави со реформите на сите нивоа. Во едно општество кое се стреми кон едно општество за сите, мислам дека не може да ја дозирате правдата и пристап до информации на една страна, зашто тоа ви одговара за политички пазари. Ова го кажувам со најголем легитимитет и како припадничка на албанската нација, сакам да кажам дека во албанскиот блок во моментот, значи, нема критична маса, значи нема критично размислување. Ако кажувам тоа, мислам на луѓе, речиси да ја нема. Ако е тука, значи е неприметна и да кажам аутоцензурирана и за жал луѓето се оддалечуваат, луѓето се абстрахираат и луѓето поинаку се чувствуваат. Реалноста е дека општеството е парциализирано. Не знам како ќе го средиме, но би сакала да се подобри таа ситуација. Ние сакаме или неќеме сме во време кое е зафатено со епидемија на масовно иселување како резултат на долгогодишна недоверба кон системот, селективната правда, непотизам, нереформирано и стерилно образование, козметички реформи и политички клиентелизам. Знам дека малце сум покритична, ама навистина тоа го чувствувам и го мислам.
И како активист за животна средина, повисока урбана култура и активист за човековите права, се повеќе се среќавам со луѓе, значи, кои буквално заминуваат од државата не заради економските причини, што е многу лоша состојба, зашто сите причини се наведуваат, економската е можеби на крај. Искрено, лично се чувствувам како да ја слушам цело време песната на U2 Stuck in the Moment. Некако момент кој трае и трае. Јас не можам да не кажам дека имам чувство дека се продолжува истиот тренд каде граѓанинот е само реторика, а не и целта за општествената промена. Во нивно име се преговара, се договара, се прават одредени дилови каде за исполнување на апетитите и интересните групи се влегува во матни води. Навистина и во име на клиентелизмот се минимизира и недостасува транспарентноста и отчетноста на сите што презела некаква општествено одговорна позиција. Тука зборам и за централно и за локално ниво. Мислам дека кај нас на одредени места не постои функционална демократија и тоа е главната причина за затвореност на локалните власти и пред се неспремност и некомпетентност за да се разберат конструктивната критика како јавен интерес, а не како лично таргетирање. Искрено, сепак пак ќе се навратам на моето искуство. Јас инаку сум од Тетово и морам да ја земам општина Тетово како пример, не добар пример за жал, каде што веќе спомнав дека генералниот урбанистички план е донесен повеќе од 15 години. Значи, нема отчетност и одговорност, нема транспарентност, луѓето не знаат што се случува, нема финансиски извештаи кон граѓаните, значи, кои се данашни обврзници, значи тоа е обврска, значи, на властите кои ние ги гласавме и мислам дека општината е должна да ги известува луѓето за сите комунални услуги, за сите работи што се случуваат, значи што ќе направи понатаму. Значи луѓето треба да знаат што се случува со нивни пари и како се менаџираат нивните пари на крај крајeva. Благодарам, Мерита. Малку беше критична кон себе, не мислам дека беше критична воопшто, впрочем секојдневно така ни даваат убави дози за некаква критика, па нека и не е критика, нека е само и некаква реакција. Ќе замолам сега професорката Бачовска. Повелете. Прво да се заблагодарам на поканата и честитки за проектот, за организација на настанот. Стварно, навистина е пријатно, убава идеја, се тоа убаво изгледа и цело време сте така добро дизајнирани и подесени за социјални мрежи. Не случајно е и вака успешен ова вашиот проект за граѓанско новинарство и за стимулација на тој дел. Инаку овој концепт се појавува во САД во 80-тите години, кога не постоева мрежи и кога таа демократија во Америка западна во некоја криза пред светот од биполарно политички да стане монополарен и се појавува тоа граѓанско новинарство во услови на една Америка кај што немате јавен сервис, додека во Европа тогаш беа BBC и тој концепт и таа идеја и насловот на новинарство таму потекнува и сега е многу благопријатно во вакви земји како што е Македонија. За жал, мојата земја е земја на која што се бранат докторати за компетитивен авторитаризам. Професорката Најчевска рече, демократијата е бавна, во мојава земја како да не оди. Мојата најактивниот период од мојот живот, јас имам 44 години, кога почнав да станувам свесна за своето граѓанско битие, почна нешто да се распаѓа и се распаѓа. 27 години никако демократија да добиеме некоја. Демократијата не е оној формален момент, односно денеска во современата политикологија не се мери дали имате поделба на власт. Поделбата на власта се формални критериуми, извршна, судска, законодавна, чувствата кај поединецот, индивидуата што професорката кажа. Односно, 3 моменти се битни за демократија. Дали јас како граѓанин верувам на институциите, дали го толерирам другиот, од прилика, како еден од столбовите и институционализацијата која што мора да постои во една демократија. Но и не институционализацијата, туку партиципацијата на граѓанинот во донесувањето на одлуките.
Значи тоа се, или поинаку се нарекува политичка ефикасност. Дали јас имам чувство дека одлучувам во ова општество? Мислам дека сите овие три чувства ке граѓаните во Македонија се многу ниски. Јас работам со студенти, студентите се уплашени, на прво не веруваат во институцијата каде што студираат, се плашат од професорите, се плашат од службата за студентски прашања. Јас направен факултет сум 26 години со се студиите. И не сум, еве за транспарентност ке зборувам, не се чувствувам дека работам во некоја транспарентна институција. Тоа е јавен, државен универзитет. Сите вработувања што беа таму не беа транспарентни. Сите луѓе претходно работеа на правен факултет, па после огласи се распишаа. Во која демократска земја го има тоа? Дали е тоа транспарентност на една институција? Па не е транспарентност. Прво од мојата институција јас каде што работам. Комплетно затворени институции, не знаеме што се случува, а еве сега премиерот секој втор збор му е транспарентност и дебата. Ако правиме анализа на содржина на неговите излагања, транспарентност и дебата 3 или 4 години колку се на власт, ништо нема ни од транспарентноста, ни од дебатата. Зашто транспарентноста се уништи со неколку инциденти, и тоа големи. Во секоја нормална демократија веднаш имате оставка на влада. Шведската министарка купи со службената картичка кафе и топлероне зашто и се е слошило. Цела Шведска 6 месеци зборувавте. Кај сме ние? Транспарентноста е една, можам да кажам, една од основите, една од главните аспекти на доброто владење. Не можете да имате добро владење без да имате транспарентност, односно без да имате отворени институции. Транспарентноста во однос на државата, во вакви држави каква што е нашата, има два аспекта и тие се многу јасни. Како се трошат парите и кој се вработува во јавната администрација. Тоа ги интересира граѓаните. Транспарентноста не се решава со потпарол, со односи со јавност, да, тоа треба да имате и вебсайт и таму имате некои податоци, но јас пред да дојдам на оваа дебата почнав да барам на интернет, нели вечер ке зборам за транспарентност и чекате да видам што се пишува сега од Ботсвана, од Африка, од разни други земји кои што исто така се ниско рангирани во сите извештаи, од невладини организации, од разни други, значи разни експерти, професори, политичари, велат прво суровоста на податоците не значи транспарентност. Ние сме бомбардирани со некакви извештаи од институциите, со разни репорти, статистики, математики кои што ништо не им значат. Направи го сложено за да не те разберат. А ние сме мала средина, каде што интерперсоналната комуникација многу брзо оде, тоа не уговарања, димови, кај што има дим, нели има и оган, кој тендер, каде го земал, се знаеме. Всушност, меѓутоа живееме во страв, не сме активни, не може многу, кај нас има многу малку храброст. Сите ние, особено јас работам во јавна таква институција, доаѓаме во контакти, знаеме за некакви неправилности. Меѓутоа, ке мене лично понекогаш заради екзистенционални причини има некаков страв. Дали е тоа нормално чувство, дали е тоа убаво чувство, дали е тоа демократско чувство. Сега треба многу да се работи на тоа. Активизмот тука многу може да помогне, тоа е една и од темите, нели, вечерва, која што треба да збориме. Активизмот е една од најтешките работи. Активизмот треба на индивидуално, на поединечно, на граѓанско ниво, не на организирано во граѓанското општество и граѓанските организации. Значи, тоа треба да се преточи како основа на живење, да се исчистиме од тие стравови, ако е можно, а не е можно, бидејќи имаме реални, а не реални. Не зборувам за ирационални стравови, за реални, затоа што ние, например, јас исто така како професор на правен факултет, во 2013 година бев соочена со кривична пријава. И група мои колеги за кое што молчиме, се чувствуваме виновни. Значи, дали е тоа ирационален страв? Не, значи сме се соочиле со една закана по достоинството, по кариерата. Достоинството е најскапата работа на светот. Знаете, ќе ви изнесат со лисици, со камери, па потоа демантирајте дека вие сте биле невини некаде или нешто не сте направили. Така што има многу проблеми и активизмот еве има проблеми. Особено активизмот на луѓето кои што работат во јавните институции, кои што исто така се граѓани и треба да бидат активни, и треба да бидат првиот коректив
и себе си да се почувствуваат како како луѓе кои што нели прават сервис другите граѓани кои што нас не плаќаат. Сега зборувам од таа позиција. Така што мислам, јас по природа сум конфуционист. Не сум, значи, сум на став да се работи на свеста на луѓето. Предавам социологија направо и мислам дека ние како општество продуцираме ваква држава. Значи, треба да работиме на свеста, подржуваме таква држава. И мислам дека треба да работиме на тие две вредности за кои што зборува Конфуција, човеколюбие и исправност, сакај го другиот, тука се сите концепти на другост, на филија и така натаму. И делува исправно, не фрлај ѓубре, опомени го другиот да не фрла ѓубре, да не краде од буџетот, да става во касичката и да не краде. И тоа треба исто така да се прави преку едукација, една шведска едукација. Знаете, во Шведска и во Финска децата ги учат во градинка, на учителките им даваат буџет. Еве ви пари, одите во Икеа за вашата училница да си купите све што ви треба. А фактички така ги прават општествено одговорни децата, ги прават општествено штедливи. Значи не се работи за идеологија, лева или десна, туку се работи за универзални човечки вредности, а европјаните ги викаат европски вредности, без разлика дали е десница или левица. Значи зборуваме за универзални домаќински вредности на една држава и ние тука треба да работиме и преку конвенционалниот систем на образование многу. Значи од мали да ги учиме луѓето како да бидат добри домаќини, каков однос да имаат према државата, каков однос треба да имаат према заедничките средства. Значи многу треба да се работи. Вака, неколку работи имам. Прво во однос на цивил и активностите му ги поздравувам и ги гледав во времето кога беше навистина тешко. Кога информациите беа дезинформации и ми се допаѓа затоа што кажуваа работи, нешто сакаше некој друг да ги чуе што ги водеше работите, него што сакавме, што требаше ние како граѓани да ги чуеме. И ова организација исто ми е во ред со тоа што една критика можело дискусијата да е проширена и да се обидете да донесете луѓе на кои што тоа се однесува. Дали се луѓе од власта или со некоја институција да чујат што не мачи. Вака убава е дискусијата, прекрасно, природата, се ни е во ред, меѓутоа не знам колку информациите и колку пораките од професорките од активистката ќе стигнат до некој. Многу ви благодарам за убавите зборови. Буквално сите ќе ги сватам како комплимент за цивил, вклучително и критиката која се однесуваше на тоа што не викаме оние што се најодговорни или најповикани. И од таа страна и од оваа страна цивил секогаш е на терен, секогаш е достапен и има добро разработена медиумска платформа која ја преземаат и многу други медиуми во Република Северна Македонија и таа се однесува на сите граѓанки и граѓани. Тие учествуваат во нашата секојдневна работа и заради тоа сметаме дека сме достапни и уверени сме, имаме и кредибилни информации за тоа дека многумина од оние што се повикани не следат. И од страната на граѓанките и граѓаните, јавноста, меѓутоа и од страната на институциите, вклучително и на опозицијата, а се разбира и оние што се во власта. Тоа не, тоа кришум, можат на телефон да не гледаат, да не слушаат, да не читаат и јас мислам дека тоа редовно го прават. Само ќе се навратам на една изјава што ја дадов во 2016 година, кога ме прашаа како се чувствувам во врска со CD-то што го добив тогаш од прислушуваните разговори. Јас реков дека ние мислевме со години дека не слушаат, не читаат, дека ние пишуваме, извикуваме, се јавуваме и сето тоа, ништо не послушале, ништо не слушаат, ништо не гледаат, а тие всушност слушале се. И јас им заблагодарив што слушале се. А сега, ако ништо друго, барем социјалните медиуми и слободните медиуми, во голема мерка ослободените медиуми, освен оние што свртеа капа и потрчаа повторно по парите од нашето заедничко чекмедже, се послободни и можат да бидат на услуга на граѓанките и граѓаните. Прво е
и основно е да знаат што се случува, а потоа следуваат и акциите. Бидејќи јавноста мора да знае. И не само што мора да знае, таа по закон и е дозволено да знае буквално се. Тоа е првиот чекор само, бидејќи нам ништо не ни вреди ако знаеме се, а ништо друго не се случува. Затоа и битно е да бидеме активни. Цивил медија.